Земјоделците денеска со земјоделска механизација повторно ја блокираа едната лента од магистралниот пат Кочани-Штип во Блешево во знак на протест против нецелосното исполнување на нивните барања доставени до владата и до ресорното министерство. Откупот според нив не функционира, а цените се понижувачки и далеку од ветените 25 денари за килограм арпа, односно 50 денари за килограм белорис. Ова што денес се случува со оризопроизводство и со земјоделците, со откупот со ориз, е срам за државата. Бидејќи никогаш не е било доведено оризо во ваква ситуација која што е денеска. Значи, пониска цена имаме во производството отколку што ни го откупуваат. Така да ние сега, ако земете, денеска репроматеријалите се качени више 100%. Ни го откупуваат, оризовата арпа ни откупуваат по 17 денари за килограм и таа не ја исплаќа. Со одбивките, што кажи претходниот, доваѓа до 15 денари. А трошковите се веќе зголемени 100%. Значи ние Последната субвенција од 3 денари за килограм арпа, што како мерка ја определи владата, не е доволна сама по себе да го реши проблемот со производителите, бидејќи и со неа откупната цена не стигнува ни до 18 или 20 денари. Ова што го гледате е хаос. Во светот со каква механизација луѓето располагаат, со какви машини располагаат. Ние немаме ништо. Погледнете само направите една репортажа. Јас имам работено да речеме 15 години и сега последните 2-3 години мора се што имам дадено, печалено да извадам за да произведам пак ориз. И не бива вака. А се додека се парти и гледа, ништо нема да постои во државата. Ние бараме потка да ни се плате. И тоа што заработиле да живееме нормално кои сите луѓе. Живот заштитава, ама животот земјоделците не. Ние сме најпонижената категорија на луѓе во Македонија. Поради блокадата, која траеше околу 2 часа, сообраќајот на делото до Блешево до Тракање се одвиваше само во правец кон Кочани, а во спротивна насока возилата беа пренасочувани по патот кон Бањи и Соколарци.